Добро дојде во Магична сцена за Благој Нацовски. Благој, добре ни дојде. Добро ве најдов. За прв пат во магичната сцена. Особено ми е мило. Ќе биде магично сигурно. Имаме Се надевам. и повод, убави јубилеи имаме. Магична сцена слави годинава 25 години од првото емитување. Малку повеќе од мојот. Малку повеќе Бидејќи од јас твоите. оваа година навршија 20 години од моето оперско деби, така што ете, 5 години сте постари од мене. Благој, можам да кажам дека ти си еден од двајцата македонци што не представуваат во светот успешно. Ја представуваат културата и уметноста заедно со Симон Трпчевски на најдобар можен начин и фала Богу што ве имаме, зашто ако не представуваат политичарите, луѓе во странство си мислат кој знае какви шупелки сме ние во Македонија. А кога ќе ве видат вас, некако против тежа се викаат не, фала Богу, имало и нормални луѓе и добри луѓе. Тоа е за жал така во денешно време, инаку сме со Симон дури случајноста е да бидеме и од иста генерација, и школски и анаграфски, како да кажам. Па мене ми е мило што ги кажуваш тие зборови, не сакам да зборувам за политичарите, бидејќи не се ни вредни да се споменуваат. Не само во Македонија, туку во моментов воопшто. На секаде ни светот, за жал, изобилуваме со катастрофални политичари. Да, ете, како што споменав пред малку, веќе 20 години ја живеам оваа голема авантура, настапувајќи на секаде. Ми фали само уште еден континент, немам настапено на австралискиот континент. Се надевам дека и тоа ќе се реализира во следниве 20 години. И да, пред известно време кога ги одбележав оние 20 години, некој ме праша дали сум отприлика уморен или така натаму. Не, па јас само што се загреав. Само што почнав. Сега тек ќе следува најубавото. А инаку колку повеќе настапи имам, колку повеќе патувам, колку повеќе сум растагнат. Во овие денови додека сум во Македонија, јас всушност 2 пати, односно 3 пати заминав па се вратив, па отидов, отпеав представа во Македонската опера и балет, па следниот ден отидов во Софија, па другиот ден отпеав во Софија, па последниот ден повторно се вратив да отпеам уште една представа во Македонскиот балет. И ме прашуваат дури и колегите, зарем не ти е тоа заморно? Заморно ми е доколку не го правам тоа, бидејќи колку повеќе настапувам, колку повеќе сум активен, во случајов би рекол хиперактивен, како повеќе енергија да имам. Сето тоа ми дава уште поголема енергија за настапите. Се надевам дека тоа ќе трае за секогаш така и дека ова чувство што го имам во моментов нема никогаш да ми избледи, ете така. Благој, еден од ретките си што говори чисто македонски, тоа многу убаво и акцентирано и правилни зборови, за разлика од се она што ни се случува последниве 10-20 години, каде што македонските зборови се видоизменија, посебно во акцентирањето. Луѓето како да заборавија каде треба да се акцентира, па изгледа многу смешно кога зборуваат, а кога те слушам тебе, баш она правилно зборување, македонски литературен говор. Ти кажам најискрено, ти благодарам за ова што ми го кажа, бидејќи досега може би никој не би го кажал, барем не во последниве години. Особено ми е мило поради фактот што како што е познато, не можам македонскиот јазик да го говорам секојдневно и не го говорам секојдневно, бидејќи сум претежно во странство, многу повеќе во странство отколку во Македонија и би ми било криво доколку изгубам нешто од мојот мајчин јазик. Меѓутоа, од друга страна пак јас имам и страст кон јазиците. Тоа веројатно ми помага. Јас и италијанскиот јазик веќе го зборувам како мајчин јазик. Например, италијанците ми велат дека кога зборувам со нив, не се чувствува дека јас не сум роден во Италија. И другите јазици. Тие дијалекти од И дури ми се многу интересни нивните дијалекти. Например, некој ако зборува на сицилијански или на наполитански дијалект, со некој кој што би говорел на венецијански дијалект, тие меѓусебно не би се ни разбрали. Тотално се различни,
А мене ми се и многу интересни италијанските дијалекти, особено тие јужните. Ги научи нив? Па да, наполитанскиот го научив и поради тоа што ги пеам често и наполитанските песни. Тоа е всушност еден друг јазик, бидејќи зборовите се навистина различни. Сицилијанскиот е исто многу тежок и многу интересен, не го научив, од прилика знам да го разберам, меѓутоа не е толку лесен, додека наполитанскиот го разбирам повеќе од северно-италијанците, би рекол, од оние што се од северна Италија. Ќе повторам, пред се поради наполитанските песни, а и поради тоа што ете, како што реков пред малку, ми се допаѓаат странските јазици, ми се допаѓаат и дијалектите. Се сеќавам во една година, токму 2009 беше, се случи да имам две големи продукции во Токио, од кои што за првата останав месец дена таму, а за втората 2 месеца, значи ми се погоди во таа година да бидам 3 месеци во Јапонија, односно во Токио. И јас буквално почнав да го зборувам веќе и јапонскиот јазик. Дури си имаат неколку дијалекти. Дури си земав и книга за да ги научам барем 2 од 3 азбуки, бидејќи она третата, символите, канџи се илјадници, тие е многу тешко, тие се учат целиот живот, додека оние други 2 азбуки, катакана и хирагана со по 40, по само 41 буква, тие до некаде може и да ги научиме. Многу од тие зборови што ги научив во тој период, потоа ми избледеа, иако во Јапонија настапувам барем еднаш годишно, освен овие 3 години пауза поради пандемијата, инаку неодамна бев на двонеделна турнеја таму. На кој јазик таму настапуваш? Па зависи тоа што го пеам. Имав, значи пее во Травијата си одеше на оригинален, нормално италијански јазик, меѓутоа помеѓу представите направив еден целовечерен мој концерт на кој што настапив на повеќе јазици, на македонски, на италијански, на германски, на француски и бисот се разбира беше на јапонски. Има една јапонска песна, се вика Хурусато, што во превод значи родна земја, и е наистина преубава, меѓутоа доживува една огромна популарност таа песна по големата трагедија што се случи во 2011 беше во Фукушима. И од тој момент таа песна е еден символ на јапонците, на јапонскиот народ, како еден вид на втора химна. И јас кога ја слушнав за прв пат, мислам дека тоа беше неколку месеци токму по трагедијата. Еден мој драг пријател и колега, кој што е веќе познат во Македонија, Казухиро Котецу, ми даде ноти од истата, бидејќи требаше да настапам во Јапонија, па ми рече, ако сакаш, еве, и ова е многу популарна сега и ако ти се допаѓа, научи. И јас буквално се заљубив во истата од тогаш и нема настап во Јапонија, односно концерт, кога настапувам, да не ја изведам или на бис, или барем во редовната програма. И толку ги трогнува тоа јапонците, што секогаш плачат. Буквално секогаш кога ќе изведам, тие се со солзи вака. Ама јапонците се и многу убава публика. Навистина една од најпрекрасните публики на светот. Имаат огромна љубов кон операта, ја почитуваат силно италијанската оперска традиција, тоа уште од некаде 40-тите, 50, односно 50-тите години на 20-тиот век. Имаат изградено прекрасни театри, сали и така натаму, и се трудат да го сторат тоа, односно изведбата на италијанската опера, односно на операта генерално, да биде доведена до совршенство. Тие се совршени во се. Се трудат да бидат совршени во се, дури до ситници. Например, неаполитанската пица
тие прават исто како во Неапол, бидејќи одат, праќаат свој, да речам, пица мајстори во Неапол на неколку месеци да го научат занаетот од изворот, од сршта, и потоа се враќаат во Јапонија и ја прават на тој начин. Така што може да најдете добра неаполитанска пица, не добра, одлична во Токио, а не во Виена, во Париз или во Берлин. И тоа мене многу ми пречи, особено кога настапувам по Германија или по Австрија, бидејќи не сум многу голем љубител на нивната кујна. Односно, имаат по некој добар специјалитет, ама само тоа, нема повеќе разновидност, а не се добри ни во готвењето на странските кујни. Не знаат добро ја направат ни италијанската, ни другите. Многу ретко се случува. А сум навикнат, живејќи во Италија, во една земја каде што кујната, односно кулинарската култура е на многу високо ниво. Во секој регион, во секој град, па би рекол дури во секое селце во Италија има некој посебен специјалитет за јадење, така што има огромна разновидност на специјалитети во цела Италија, и тоа некако веќе го навикнав. Имате за јадење и за пиење специјалитети, каде и да подиш во било кое село, таму уживаш во Италија. Така е, да. Како и дијалекти, така и специјалитетите. Да. Кажи ми, со што се храниш да изгледаш совршено толку? Ти благодарам за комплиментот, па да ти кажам искрено, се хранам со се. Односно, многу спортувам пред се. Што најмногу? Кросфит. Кросфит, и тоа минимум 5 пати во неделата, 5 до 6 пати во неделата, кога сум во можност, кога имам време. И тоа ми помага... Што си спортувал од мал? Ништо. Имам една чудна историја, моја лична во тој поглед, од едно мрзеливо дете кое што бев, што не сакаше да спортува, ама не само за спортот, генерално бев мрзелив, преминав на нешто сосема екстремно различно, односно кросфитот. Кросфитот е навистина екстремен, значи кај мене нема златна средина. Или ќе биде така, или поинаку. И морам да кажам дека ми помага и во професијата, бидејќи пред малку напоменав дека сум нонстоп на пат, дека нонстоп настапувам. И физичката форма за сето тоа, физичката кондиција е многу битна, би рекол најбитна, за да се издржи тоа темпо на живот. И со кросфитот навистина успевам да имам физичка кондиција за да ги издржам сите тие потешкоти во оваа професија, бидејќи не е само настапот како настап, кој што може да биде на оперска представа 3 часа на сцената, што е сепак физичка работа, меѓутоа и оние сите попратни нешта. Дури би рекол процесот на проби на една представа е физички понапорен од самата представа, бидејќи имаме проби 6 па и 8 часа во денот на сцена, значи физичка работа и умствена. А освен тоа, сите оние патувања, ностоп авиони, ностоп возови, ностоп куфери и така натаму, си го прават своето. Мислам, е сепак еден физички напор, така што да се биде во добра физичка кондиција е неопходно во оваа професија, особено во ова време во кое што живееме денеска брзо. Се сеќавам моите професори по пеење во Италија ми раскажуваа, ние кога одевме по турнеи во Јужна Америка или во Јапонија, патувавме по 56 часа, бидејќи авионот не можеше повеќе од 8 часа да лета, па слетувавме не знам колку пати и всушност се одмаравме додека не стигнеме. А сега ние знаеме по 12 часа лет директно на проба да одиме. Мислам, се е различно, така што за да го издржиме ова темпо на живот, мора, ќе повторам, да бидеме во добра физичка кондиција.
Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Иако најмалку промени во општеството и во животот има во тој дел од уметноста, оперското пеење, 400 години скоро и да не е нешто променето, но најголеми промени има во однесувањето на артистите спрема себе и спрема публиката, затоа што претходно, не толку дамна, 50 години да земеме уназад, и женските и машките оперски пеачи беа подебели, некако не ги интересираше нивната физичка спрема и конституција, него повеќе ги интересираше нивниот глас за да можат да освојуваат сцени. Во денешно време, не само случајот со тебе, него општото, масовно е дека вие многу обрнувате внимание на вашиот изглед, затоа што така и треба да биде. Треба на публиката не само гласот, туку и појавата визуелно да е одмор за очите, да речеме на некој начин. Има повеќе причини зошто е тоа така. Јас сум среќен што е тоа така, меѓутоа веројатно среќен сум заради тоа што живеам во денешно време. Пред 50 години, да речеме, не се обрнувало толку големо внимание на актерскиот, глумечкиот дел од оперските представи. За среќа денеска да. Јас секогаш велам дека оперскиот пеач треба да биде подеднакво и добар пеач и добар актер. Двете нешта не можат да бидат различни и не можат да бидат на различно ниво. Бидејќи денеска се е пореалистично. Тоа пред се го направи и телевизијата, бидејќи научени сме, гледајќи ги филмовите пред се, да имаме за секој лик, особено ако се земат па историските вистински ликови што постоеле, да имаме адекватен актер и да изгледа така. Значи да биде по-реалистички близок до она што го толкува. И тоа се пренесе и во театарската уметност, односно во оперската уметност. Еве да земам представата Кармен. Таа треба да биде главната улога треба да биде една згодна, сексипилна, сенсуална пеачка, односно личност и пеачка, и нормално во тоа треба да има кредибилитет и не изглед да биде така. Тоа го бара самата приказна за Кармен. Либретото го бара сето тоа и се разбира, особено на помладата публика, а веќе и не толку помладата, сите оние што се растени пред се со телевизијата, кога ќе отидат во театар и кога ќе видат дека, да речеме, една Кармен не ги исполнува тие услови, па ќе им биде дури и смешно, и со право, бидејќи се изменето. Затоа и јас се трудам да бидам на тоа ниво, односно да бидам секогаш адекватен на улогата што ја толкувам. Некогаш ми е интересно кога треба некој стар лик да толкувам. Еве сега во февруар имаме една улога, еден голем свештеник од Нептун во операта Идоменеја од Моцарт ќе пеам, и тоа е навистина стар во години човек. И уште од сега размислам каква ќе ми биде дури гестикулацијата, знаеш, на еден стар човек, дека не можам да се однесувам како млад. Но тоа е и предизвик. Кога малку извини во врска со овие предизвици ќе накршнам од прашањето. Најголем пак предизвик ми се оние улоги каде што треба да толкувам негативна личност, некој злобник. Не сум по природа таков, така што кога го правам тоа, правам нешто што е различно од мене, и тоа ми е најинтересно и највозбудливо и го правам со големо задоволство, иако морам да кажам дека
нема многу тенорски партии кои што се лоши личности, повеќе се тоа баритоните, да речеме. И така. Кажа дека беше мрзливо дете. Дали како дете ти знаеше дека ќе бидеш оперски пејач, а мрзлив беше за сите останати предмети или како одеше детството? Јас мислам дека знаев уште пред да се родам. Уште кога сум се родил, гинекологот и рекол на мајка ми, ете се роди пејачот. И така и било. И да, уште од малиот пеев. Од кога знам за себе јас пеев. Од кога знам за себе пеев, не сакав да ги испуштам никако дете представите во македонската опера и балет. Моите баба и дедо, кога се родив, се уште беа членови на хорот. Мајка ми солистка до пред 10 години. И секогаш сакав да одам со мама на работа. Бидејќи бев обземен. Како се вика емисијата? Магична сцена. Ете, бев со некоја магична, магија. Сцената беше магија за мене, уште од дете. И не знаев до каде ќе стигнам тоа, веројатно не можеше да се знае, иако моите сништа беа секогаш доста високи. И се исполнија, ама. Исполнија, да. Навистина сум среќен во моментов. Така што да, знаев од секогаш дека ќе го работам ова што го работам. Викаш повеќе си во Италија отколку на било кое друго место, иако настапуваш сегде освен во Австралија, не? Разликата на живеењето кога се враќаш тука и разликата на живеењето во Италија, што прифаќаш, што ти смета, што одбиваш? Оно што ми пречи пред се во Македонија, тоа што се пушат цигари насекаде. Тоа е ужасно. И тоа е една од оние цивилизацијски недостатоци во Македонија, можеби и пошироко и на Балканот, меѓутоа пред се тука е навистина трагично во тоа, од таа гледна точка, и тоа навистина ми пречи, бидејќи се успеа едно пред 20 на години во скоро цела Европа да се донесе закон за забрането пушење на секаде и добро функционира. Јас сум навикнат на тоа и кога ќе дојдам тука, тоа навистина е пекол. Друго што не ми се допаѓа, како се вози во Скопје. Иако возам и во други големи градови, и во Њу Јорк, и во Рим, и во каде се не сум возел. Меѓутоа, ете, Скопје, возачката култура, собрањената култура навистина на ниско ниво. Од друга страна, што се однесува до менталитетот во Македонија, како многу бргу да се измени во овие 25 години. Некои нешто на подобро, некои на полошо. Многу интересно. Интересна е брзината со која што се менуваат нештата. Таа транзиција која што траеше, не знам дали се уште трае, би рекол не, ги измени и луѓето. Не се оние... Не е менталитетот онаков каков што беше до пред 20 и 25 години, на оне што се присеќам од моето детство. Па дури ни Симит Погачата не е она што се присеќам од моето детство. Таа ми фали. Ми фали оној вкус да го почувствувам во устата кога ќе ја јадам што сум го чувствувал како дете. Сега го нема веќе истиот. Може би има некое место уште во градот. Не сум јас знаел на Симит Погачата. А во Италија ништо не ти фали. Така е оди тоа. Не, чекај сега. Во Италија ништо не ми фали. Па ете, Симит Погачата ми фали. Што и овде ти фали. Не, овде сакам да кажам дека не е истата што била од кога сум бил дете. Меѓутоа, тие неколку специфични јадења сепак недостасуваат. Инаку правам добра турлитава.
да, успеам да ја направам добро и во Италија и сите мои пријатели, сите гости кои ќе дојдат да јадат се навистина воодушевени. Oh